Ригорозни и високи се казните што Министерството за здравство не ги наметна со измените во Законот за медицинска едукација, сметаат приватните лекари на Македонија. На лекарот ќе му се одземе 20% од годишната капитација ако не посети една работилница, а од мрежата ќе биде исклучен ако не присуствува на 2. Наместо казни, лекарите предлагаат во законот да се вметне награда. И би сакале да предочиме дека начинот на кој што треба да се разговара со докторите не би требало да биде казна, туку напротив, ние предлагаме да биде зборот награда, заради тоа што овие исти доктори во текот на цела година имаат подпишано 5-годишен договор во договор со фондот, во кој што во следните 2 години треба да го превенираме целиот народ на Република Македонија. Еден пример би сакала да кажам, значи Од Сдруженијето на приватни лекари сметаат дека едукација во лекарската комора постои. Сите лекари во земјава посетувале работилници бидејќи само на тој начин можеле да ја обноват својата лиценца за работа. Тие бараат подобра координација меѓу лекарската комора, Министерството за здравство и лекарите. И да истудирате еден квалитетен доктор е навистина скапо за една држава. И ние не треба да дозволиме со ваква казнена и со вакви притисоци да се прават моменти во кои што некој би почнал се почесто да размислува да си замине од Република Македонија. Сметам дека едукацијата е едукација. Ние сите сме свесна интелектуална фела која што знае дека треба да се едуцира. Дај Боже сите доктори да имаат средства па да одат во Франција, во Англија, сами да се финансираат и сами да се едуцираат. И со тоа мислам дека на пазарот на Освен матичните лекари, од Сдруженијето бараат и специјалистите да бидат вклучени во медицинска едукација.